Државна лотарија ја тресат сомнежи за корупција и криминал, а вице-премиерката која треба да спроведе политики за добро владење како по навика вели дека нема механизам што да направи. Со месеци се обелоденуваат и се прашува за сомнително делење на тендери, но Грковска се правда дека нејзиниот кабинет нема како да постапи и ги повика истражните органи да постапат. Таа ги охрабри и новинарите да продолжеле со истражувањата кои откривале криминал и корупција. Го поздравувам тоа што истражувачките новинари го покренаа за лотарија. Очекувам истражните органи веднаш да превземат мерки, заради тоа што тие имаат обврска да делуваат и подопрен глас. Ние како кабинет за жал не сме истражен орган и тука не би можеле да имаме надлежност. Последниот сомнеж која стреса лотарија е дека 19 годишен кумановец ке набавува апарати за коцкање за државна лотарија. Фирмата на адолесцентот предприемач Флямур Невзатовски се офајди со тендер од 204.825 евра. Но тоа не е се. Јавноста уште не добила одговори за наводите дека државна лотарија која е предводена од поранешниот шеф на кабинет Нартан Груби, Пропарим Бајрами, изнајмила деловен простор по 21.000 евра месечно и тоа за период од 10 години, или договор тежок 2,6 милиони евра со компанија блиска на ДУИ. Друга фирма доби тендер во државна лотарија која е блиска до Арберија Дизајн, фирмата која е меѓу омилената на ДУИ која редовно добива тендери од владата. Компанијата Медиа Груп Дуел и Арберија Дизајн биле регистрирани на иста адреса во Тетова, а склучиле посебни договори за јавни набавки со државна лотарија и тоа во ист ден. И по сите вакви наводи кои се пишуваат во медиумите и истражните институции, се уште немаат посегнато да ги истражат дали се вистините или не.